толку е пријателска атмосферата тука што не можеш да не се осеќаш кога припаѓаш уште од првиот ден. И кога бев на пракса, нормално се работи со low stakes и немав некои големи одговорности, ама се сеќавам еден ден пред мојата менторка Невенка дојде на одмор, ми пиша и кажав на таа да те праша тебе ако нешто се случи со автоматизираниот систем за извештаи што го имаме. Ми даде инструкции се што треба да направам и стварно се случи нешто и требаше да ја помогнам на теа и тоа беше првиот пат кога доби вистинска одговорност и си ја препознав улогата тука. Да, се сеќавам и на првиот ден, се сеќавам и на интервјуто со Fiverr. Това беше интересно, имав COVID, беше доста мачно, не им кажав дека имам COVID, пошто ми беше страв дека ќе го откажат интервјуто. Shout out Илина и Емче. Ама помина супер и после првиот ден беше во пикот на пандемијата и беше fully онлайн. И да, имав анксиозност доста, пошто ми беше прва пракса, прво се и не знаев како се одвиваат работите и особено пошто беше целосно онлайн, морав да се запознавам со менторката, да ми каже како се одвиваат тие процеси и да, беше значи првиот ден главно запознавање со луѓе, со таскови што ќе треба да ги работам, како ќе се одвива праксата и слично. И кратко после тоа беше првиот ден кај што отидов во канцелариите на Fiverr, што имаше новогодишна забава. И да, тоа ме ќе запознав многу повеќе луѓе и видов повеќе од Fiverr, не беше само онлайн Fiverr, туку видов Fiverr на Fiverr. Да, и the spirit of Fiverr. Првиот ден Fiverr. Вака доста одамна ми делува, искрено, но вака низ магло го памтам на прилика првиот ден. Имав доста трема би рекол, вака на првиот ден, како било кој друг период од живот, дали прв ден на факултет, прв ден на средно. Нова атмосфера, нови луѓе, можда некои полоши, некои подобри. Но вака општо сретнав со една пријатна гледка, сите беа екстремно фини. Јас почнав особено во лет, тоа беше и малце особено релаксиран амбиент, никаква трема немав во тој период. Сите беа позитивни за моето, особено кога ќе видат нов млад човек, сите некако се расположуваат околу него, сакаат се представат, па беше особено пријатно, искрено. Добив добра представа од сите, амбиентот беше стварно пријатен, само најдобро. Па уште од самиот почеток имав голема поддршка од тимот, како што и од мојот ментор. Секогаш беа отворени за прашањата што не ми беа јасни и детално ми објаснува за сите потешкоти. И самото тоа што заедно работевме на реални задачи од проектот, ми направи да се чувствувам уште веднаш како дел од тимот. Може би ова малку нетипично, ама вештина што ја научив, што не очекував дека ќе ја користам е пишување и фаќање забелешки. Уште од прв ден добиваме едно тефтерче и мене не ми стигна до крајот на праксата, го испишав уште првите 2 месеци. Има луѓе што користат разни алатки за ноутс, ама јас си проложив традиционално со лист и пенкало. И ми се допаѓа што во компанијата општо ставаме акцент на документација и пишување коментари и се тоа. Мислам дека не е некоја централна и главна вештина, но сепак е многу важна да се има. Прв пат загорно слушнав во втора година на факултет, на контакт, самот за вработување на финки. И е така, малце интересно приказно, пошто не знаев ништо за Fiverr, ама има интересни термоси кои ги даваја. Ако решиш задача, некој алгоритам, и памтам дека ја решавав задачата специјално за термосот да го добијам и колеги што сега ми се на работа колеги, тогаш ми ги прегледваа задачите. Беше окей, го добив термосот и го чувам до ден денес. И од тогаш ја следев Fiverr
И веќе во 4-та година, кога беше време за пракса, ми излезе оглас за .NET позиција. Аплицирав 4,5 години подоцна. Најголем фокус кога започнав. Па јас ја почнав праксата на крај веќе на 4-та година. Па некако со особено голем интерес сакав да видам, да научам, да се фокусирам главно како работи бизнес сферата, како е да си во нека компанија. Дека до сега се со кое што бев запознаен беше теоретски, факултетски предмети. Па како голем фокус ми беше како да комуницирам со луѓе, како да сваќам што точно бараат од мене, како да го реализирам тоа што го бараат од мене. Тоа беше особено значително првите неколку месеци, може целата пракса. А вака денеска скоро све е повторно техничко. Гледам што повеќе нови технологии да научам, гледам да не заостанам во моето знаење, ама сепак има и голем фактор на комуницирање со луѓе. Сепак џабе колку и добро нешто да произведеш ако не ги исполнува целите на кој да го барал па. Па денес најгорда сум на мојата самодоврба што ја стекнав до сега. И исто така големиот напредок што го имам направено. На почеток на самата пракса имав помали задачи и таскови и многу прашања. Сега активно придонесувам за мојот тим и проектот и имам поголема одговорност во мојата работа. Мислам дека главното нешто што треба да знае секој нов практикант во Ајворн е дека нема да ја почувствува таа драстична промена на средина што се случува кога ќе преминеш од факултет на работа. Осум сати кои минуваат како ништо, ќе бидете веднаш прифатени и вклопени. Се сеќавам во првата недела на пракса не имав многу работа и доаѓав многу рано секогаш. И по околу 10 минути седев во дневна и како доаѓаа луѓе секогаш се наоѓаше некој да ќе ми прави друштво. И тоа беше многу убаво, така што сакам секој нов практикант да знае дека адаптацијата ќе биде лесна и безпрекорна и ќе може само максимално да се посвети на учење и работа. Добро завршена работа, да, тој поим ми се смени доста од почетокот до сега. Кој што на почеток бев многу фокусиран на тоа дека добро завршена работа е брзо завршена работа, што побрзо завршена работа е многу некако се форсирав да биде што тасковите да се што побрзо завршени. Ама со текот на времето сватив дека некогаш е потребно повеќе време за нешто да се заврши како што треба и да се видат сите аспекти на нов проект, на било што да се развива за финалниот продукт да види добро сработен. За себе си? Па пред све, јас влегов во праксата општо во било која околност да влезам, влагам со голема желба да научам нови работи и да ги употребам истите, но брзо сватив дека нешто е безвредно ако не можам да го објаснам или да го опишам на моите соколеги, односно било која нова технологија, нов начин на работа, нова структура на било каков продукт е бескорисна, која јас пред све не можам да ја опишам, да ја објаснам на други колеги и да им објаснам зошто е таа потребна. Ова е нешто што секако уште го вежам кај мене, сакам да бидам појасен и поконцизен во моите цели, па реши ова би се фокусирало и понатаму во видеото. Комуникацијата со клиентите би рекол, да, на почеток многу се стресирав за било кој состанок со клиент, бидејќи мислев дека се одвива некој тежок NASA левел состанок и таква некоја стриктна формална комуникација, ама со текот на времето забележив дека е порелаксирано малку, се разбира, зависи од клиент до клиент, меѓутоа не ми изгледа толку застрашувачко денес да треба да имам редовни состаноци или комуникација со клиентите.
Па пред све би му кажала дека колку и страшно да делува целата кулина, колку и да ти интимидира на начин, сите го поминале истото, сите биле во истите прилики и всушност колку и да не го покажуваат ова луѓе, сите се спремни да ти помогнат. Можда не во начинот на толерирање на грешки, туку во поправање, во признавање дека секој човек прави грешки, но дека секој човек мора да ја почне кариерата. Сите сме биле таму, сите ќе бидеме таму и не смееш да бидеш под страф или под заблуда дека секад ќе бидеш во право. Често ќе грешиш, некад ќе бидеш феноменален, но мора да се прават одредени ризици во живот и ако не се исплатат, мора да се учи од грешките. Секад ќе се повтори. Да е страшно. Групни активности. Епа ја ќе почнам прв, ајде. Пинг-понг. Што викате, дечки? Пинг-понг е омилjeната групна активност за вера. Фудбалче. Пинг-понг некојаш двете истовремено, тоа станува малце опасно. Летаат самчи. Многу опасно. Безбедно не, интересно е. Во Ајборн имаме јак сови што се презентации што некој ги држи кој има нешто да сподели со цела компанија. И тоа е многу интересно, се собираме сите, гледаме кој што има да каже, и составуваме прашања. Не е интересно за тој што го држи. Вала. Да, ама имам многу доста интересни теми и Имаш права на јак сосам? имам на крај од праксата. Ама да, имав многу анксиозно за да памтам што што зборам. Беше интересно. И јас имам права, но уште крестијано сам. Јас со желба за правење останав, ама ќе правам ние. Беше 2022 година и што бевме во куќата, пред да сме во зградата Ајборн беше во куќа со канцелари. И беше многу интересно, пошто немавме сите клуч, и моравме се координираме некој да тој што е повстеден да во канцеларија да има клуч во него за да заклучи куќата. И беше интересно бидејќи секој ден имаше координација за клучот кај ќе биде за отворендата. Да. И мораше и аларм да звуклучи и често Мики во 2 сабајле имаше проблеми бидејќи некој не го уклучил или грешно го уклучил алармот. Тоа беше интересно. Бога ми, ние па слична приказ немаме. Јас и Бојана прилика слично време почнавме со пракса и беше, ако меморија ме служи, беше лето, значи долг ден, И беше. јуни беше, сите беа на одмори, денот долги, дали еден ден се зазборахме или нешто, при крајот на работниот ден и гледам, Веднаш сите ги снема. сите, баш сите ги снема и не викам. 5 минути сите си отива. И рековме готово. Не, човек утре ќе види като. Не знаат на како се затвара спрата, да ще имаш како процедури. Па после беше едно административно бркање горе на десетик прашување, па немаше кој да прашаме. Ма сосама во конференцијска. Единствени луѓе има состав, па моравме да им влеземе, да прашаме, па ајде на крај додека се снајдеме. Видно спратот беше затворен, се беше успешно, се беше безстедно. Никој не набрави да. Знам дека најклучно е добро менторство, што е многу добро во Ајборн, значи секој нов член си има свој ментор и знам дека мене барем многу помогна тој дел менторката. И до ден денес ми помага за некои одлуки, на почеток како да се справувам со таскови, како да размислувам на добар инженерски начин. Да, би се согласил, ја особено од менторство. Јас дојдов на праксата знаејќи добро да зборувам, да се изјаснам, ама не знаев баш да слушам. Не знаев да слушам мислење на други луѓе, да ги сослушам, да ги разберам зошто се тие мислења релевантни. Па мислам дека со тек на време почнав да перцепирам дека не сум секад управа, некад сум, некад не сум. И сите ви искусно имаат помогната мене, особено во мојата професионална кариера. А Боја, ти што мислиш? Да, сигурно. Исто и јас мислам дека добро водство е клучно за почеток. Тука кај нас сигурно ќе сретнете одлични водичи во почетокот на вашата кариера.
Интересно е тоа што го кажа ти, Кристијан, дека имаше некој нешто што го правиш погрешно, ама не можеш да го видиш кај тебе или самен себе си јасно полно да крал. Тоа многу ми помогна, ти имаше ситуација кај што нешто правам, а не е свисно тоа што го правам и нема, ако немаш добар ментор, нема кој да ти каже или да нешто правиш многу погрешно. Така што да. Сите имаме среќа што имавме одлични ментори. И вие можете кон нас.